Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Заклучивме ли од кога се знаеме? Од 2000-те? Па ти кога си дошол, јас сум била пред тебе, значи ти кога си дојден, од тогаш се знаеме. Да. Ај тури 1-2 години дури да влезам низ сите кругови. Ама што ни сите кругови од стадион не сме се знаеле, што Дом, збориш? да, работничи. Значи има 20, Значи, има поише од 20. Да. Има поише од 20. Значи ти, зашто јас сум многу одамна, јас сум од 90-та таму, 90 до 90-та сум, да. Значи ти си Ти си од 90-та во атлетика, од 9 години. у бубањот влезена. Да. Што значи до 2004-та се 14 години активно тренираш кога се случуваат рекордите? Да. Па тоаш ја одма да тука воведот интрото да го дам. Интрото. А ти после ќе си допуниш, ама ја на кратко само. Дека денес на гости ми е Александра Војнеска. Огромна чест, огромно задоволство, се договараме колку време, 2 месеца. 2 месеци. Ама, еве, тука си е птен ми е мерак што се тука. И јас само ќе кажам дека мене ми е чест што те познавам и што ја познавам најбрзата жена во историјата на Македонија. Јас така те гледам. Ти си Ето рекорд ваква најава, фала ти. државни и се уште активни, актуелни рекорди на 100 и 200. По дефиниција го дефинираат најбрзиот човек во одредена колина. Во Македонија ти си таа. И тие се актуелни рекорди. И таа информација мене као поише значење ми има. Рекордерка, најбрза жена во историјата на Македонија. И за тие што не се атлетичари, дури не ми се ни свиѓа изразот најбрза жена во историјата. Оти тоа некако као пола да ти го ускратува. Ти си побрза од 99,99 луѓе општо. Сваќаш, Така. машки на прсти се бројат. Ако е некој побрз од тебе, го знаеш, се познавате. Бил атлетичар и бил меѓу подобрите спринтери, за воопшто да бил за малце побрз од тебе. Значи ти не си најбрза жена во историјата на Македонија. Ти си онака најбрз човек ever. Сваќаш? Фала за најавата. Стварно, вака ме враќаш назад кога ќе спомнеш за резултатите, особено еве за 100 метра, затоа што сега живеам во едно друго време, со други обврски, на други позиции, со други активности и навистина овој момент го споменувам само кога треба CV да напишам. Многу ретко го споменувам и многу ретко се сеќавам на тоа. Тоа е, кој има причина, вака, ако некој нели ме потпраша и те знам од тогаш и тогаш, да, тогаш се враќам на рекордите, инаку навистина, нели со текот на годините поминале еве колку се од 2004 рекордите стојат, значи поминати се некои 18 години, така да. Ама си го сеќаш како дел од себе или ко тоа да било друг живот? Друг живот. Озбилно? Да. Денес у CV Само по CV. аплицираш негде, by the way, најбрзата жена. Во CV ќе пишам. Ко некој друг тоа да било, а? Да, точно. Па не бил. Ти си. Епа. Треба си го имаш тоа у себе. Го имам. Јас како атлетичар, тоа ми е, мојот живот е побогат, што можам да кажам дека сум ја познавал Александра Војнеска, сваќаш? Ти благодарам многу. И ето тоа е едно кратко воветче од мене, кој ми е денес на гости, па може и ќе објасни зашто сум малку возбуден. Сепак кој не слушал, кој не гледал, знае дека јас сум бивши атлетичар, репрезентации, јас сум бил у тие води. Доста од годините сме се поклопиле, са ти си порано почната, ја од 2000-та до негде 2010-та, како ќе му да е така активно ептен. Така да дури и кариерите ни се поклопиле. Да. Ја сум учествувал на надпреварите, најверојатно плюс-минус некоја недела, баш кога се случиле рекордите. Така. 2004 сме биле, значи и ти активен атлетичар. Да, ти ќе ме подсетиш сега мене уствари, ти ќе те прашам таа недела. Ја морав да се подсетам малце, бев на АФМ на сајтот, да ги отворам рекордите, баш конкретно кои биле викендите, рекордите кои се поставиле.
и забележав дека биле недела за недела. Да. 200 па 100. 200 па 100. Така. Пред да преминеме таму, оти многу ме интересира таа приказна, дополни си го CV-то. Еве, дополни си го водот, ти која си, зашто, кои други улоги ги имаш и сега, 20 години попосле. Да. 20 години после рекордите пак сум во атлетиката, овој пат на чело на Атлетска федерација, позиција која што навистина ми е драга и позиција која што ме обврзува да направам нешто повеќе од тоа што сум успела да направам како атлетичар. Сега нели нормално од друга позиција, од нели како викаме од врвот, каде што гледаш дека да, резултатите се мерило за една федерација, меѓутоа има многу сегменти кои што нели треба да бидат надградени, пополнети за цел тој атлетски систем да изгледа така како што ние би сакали и би очекувале да биде. Дополнително, нели долги години сум вработена во школа, работам со деца, професија која што на почетокот ми се уште ми исполнува и имав многу голема желба нели за детекција на млади таленти и имав среќа да најдам прекрасни деца кои што нели ми беа инволвирани во атлетската федерација. Меѓутоа самото темпо во последните години како нели и професор и председател на Атлетската федерација ме успори во таа работа, така малку сум приоритетите се менуваат. Точно, меѓутоа тоа е само привремено. Да. Атлетиката е мојот живот. Атлетиката сум јас. Мислам дека и луѓето што ме познаваат ме знаат само преку атлетика. Значи името и презимето ми е нели поврзано само со атлетика, да, точно. Така да тоа е она што јас го сакам, она што со кое што легнувам и станувам, она што ме исполнува и верувам дека нормално и секоја нели позиција е менлива, верувам нели и овој период на водење на Атлетската федерација ќе помине. Сакам да си бидам активно вклучена. Адреналинот, значи и ден денес кога ќе трча атлетичар кој што сака да постигне резултат ми е на највисоко ниво. Јас ја живеам атлетиката, што го сакам мирисот на атлетиката и пак ќе бидам тука негде на атлетските борилишта. Закон. Епа ти навестив и одма таму сакам да отидеме. Ајде. Раскажи ми не цела сезона, да не биде премногу, ама периодот пред да паднат рекордите, да речеме неделите и месеците од аспект на припрема, значи малце какви биле тренинзите, какви биле психичките спремања, дали си осеќала во себе дека го имаш и конечно дента кога се случува, прво рековме рекордот на 200, па за една недела рекордот на 100. Знаеш, наврати се слободно, надолго и на широко, како на атлетичар, пробај да му раскажеш онака и емотивно како ти било, и физички, и можеби релации некои со луѓе во тој период ти помогнале, не ти помогнале, како пробај и мене да ме вратиш во тоа време, да го соживеам колку може тој период. Ајде ќе се обидам, да, како што напомена, да бидам и пократка, да не ја раскажувам цела сезона, меѓутоа најбитните моменти, аспекти ќе ги опфатам. Сакам да знаеш, мислам, можеби не сме комуницирале во тој период сега, или па можеби го знаеш како податок, нели 2003-2004 година, таа сезона тренирав во Бугарија, во Софија, на Националната спортска академија. Таа сезона... Таму живееше? Да. Тој период бев, значи, пред истрчување на тие како дел од некој проект или се пресели таму или како? Значи 2002-2003 завршив со факултетот, нели имам завршено факултет за физичка култура. 2004 беше Олимпијадата во Атина во соработка, нели со Националната спортска академија и имајќи го фактот дека и многу наши во тоа време студира во Софија. Да, памтам. Да, решив да си ја пробам среќата, нели се направи комуникација со тренерот
Ама ти живееше и тренираше таму, не исклучиво само за атлетиката. Значи Так. бев отидено исклучиво. нема студии, нема Не, значи јас Океј. кажав само што бев завршена со, Јас. со факултетот и сакав да си дадам шанса сама на себе пред Олимпијада. 2004 беше олимписка година, значи јас 2003 замина во Бугарија. Имав грижа на совест ако не го направев тоа затоа што сметав дека можам да истрчев подобро. Сметав дека можам да дадам повеќе, значи во тоа време отидов со некој резултат од 12:06 или 12:05, не ме фаќај точно за збор како беше од претходната сезона. Знаев начинот на на тренинг тука, ги знаев условите и сметав дека во најмала Може рака бој. сето тоа што го во тоа време го имаше Националната спортска академија ќе ми помогне многу да го изреализирам самиот тренажен процес да помине секако што треба, програмата, самите надпревари, со на повисоко ниво со појака конкуренција. Се надевав дека ќе го даде резултатот и за среќа бидна така. Значи, баш си била онака да си, кој што кажа, идам all in. Да. Не ми биде да се кам за 10 години од сега, што моеше. Баш ова е. Така. Се од себе, една сезона. Да. И така бев посветена максимално. Дури кога самиот и кога сте кај нас на припреми, самите припреми едноставно поставуваат една друга сериозност, на тренингот, на самиот процес. Меѓутоа таму имав среќа да тренирам со спортисти кои што навистина веќе беа докажани, спортисти кои што беа класа и многу ми помогна тоа нивно искуство. Дополнително, секако знаењето и подготвеноста на тренерот, посветеноста од моја страна, затоа што бев фокусирана исклучиво на тренингот. Според мене очекувано и дојде резултатот, меѓутоа она што многу пати го пренесувам на спортистите кои што јас ги тренирам. Посебно како најдобар пример и најголема гордост во последно време како моја атлетичарка Едрита Ислами, секогаш го пренесувам тоа дека резултатот доаѓа кога тој ќе посака, не кога ти ќе посакаш. Да не го форсираш. Тоа искуство го осетив токму таму. Значи, знаеш дека си спремен, знаеш дека супер работиш на тренинг, знаеш дека си подготвен да направиш многу појак резултат и од толку голема желба, ајде така да се изразам, прегоруваш. Значи, едноставно, или не можеш да го дадеш максимумот на трка, или трката не ти се погодила, или стартот бил лош, или дожд врнело. Обавезно нешто се случува, меѓутоа сите тие, ајде сега да ги речам, слаби резултати, делуваат лошо психолошки на тебе. Се ти се прашуваш, добро, ја зашто толку време посветив, тренирав, каде отиде, кај се изгуби резултатот? Така. И што е тоа што ти помогна психички малце да се растеретиш од притисокот на резултатот? Секогаш мислам дека тоа важи за сите спортови. За еден спортист да биде максимално спремен да даде резултат, треба да биде во средина каде што е релаксиран, каде што се чувствува пријатно. Можеби во тој момент, бев не е дека тоа сум била јас многу далеку, меѓутоа сум била во средина која што не е моја средина, каде што реално немаш голем круг на луѓе со кои што можеш да ги споделиш сите оние прашања кои што те мачат, или да едноставно или доволно е да излезеш, да се прошеташ, да се видиш луѓе, да заборавиш на моменти на атлетиката. Ти легнуваш, стануваш со таа атлетика, се обседнуваш буквално со атлетиката и во онај момент кога нешто ќе тргне на лошо, го собираш тоа во себе. И не можеш да го и тоа се повторува на уште една трка, се повторува и на трета трка и ти си веќе даун. И ти готово добро викаш што се деси, како се деси. Значи, за самата себе секогаш сум викала дека сум психички многу јака и стабилна. И се уште и ден денес, кога на некој начин, ајде, во наводници војуваме битки,
на други полиња, знам дека дека сум упорна, дека сум истрајна, дека сум аналитична во тоа што го предлагам, што го барам и знам дека тоа тогаш ќе даде резултат. И тогаш во тој период, бидејќи во такви ситуации ние сме индивидуален спорт, никој не може да ти помогне освен самиот себе. Да. Така. Значи ти сам на себе ако не можеш да си нема кој да ти помогне. Значи од страна ќе ти кажуваат ова вака прави, онака прави, ја осетив потребата за промена. Значи едноставно ги спакував куферите и викам јас сега ќе си отидам во Македонија, ќе си такмичам кај нас, нормално исто систем на надпревари, државно првенство и викам едноставно колку истрчам, толку истрчам, тоа е тоа, на крајот на денот најбитно е да сум здрава и жива, немам повреди, немам ништо, значи колку треба да биде, ќе биде. Тренинзите ги направи, сезоната, значи цел што подготвителен треба да се период, изработи. пред надпреварувачки период, се е направено, стартуваш, меѓутоа сезонава стартува лошо. Доаѓам во Скопје. Извини, што значи стартува лошо? Стартува лошо во смисла. Таму некоја трка си имала? Да, имаш 2-3 трки кои што се, нели, ако јас сум отишла со појдовен резултат 12:05, трчаш 12:20. Тоа за мене е демотивирачки. Тоа во Софија збориш, Да, имало како да, некои Софија, Пловдив. митингчиња. Да, такмичев на нивните државни Јас. првенства, на нивните митинзи. И нешто Ништо имаш. не штима. Да. Се спакував, си дојдов во Скопје. На стадион пријатно чувство, познато, затоа што јас сум израсната на стадион. Јас сум од 90-та година, како дете од 9 години, значи на стадион. 81-а сум родена, од 90-та година сум на стадион. Нели, пак ќе кажам, мирисот на тревата. Косилкиве на стадион, бар ти знаеш тревата кога е косат се. Да. Така ме потсети, нели, на нешто каде што во суштина припаѓаш. Така на нешто свое. И во тој момент мене ми беше најбитно да се чувствувам пријатно. Ги облекувам спринтерките, ајде работам 6 метра, гледам резултатот е супер. Еј, добро. Ајде работам стартови, гледам дека одлично оди. Има, нели, ајде сега, можеби не за 2 дена, 3 дена, 5 дена или за недела дена има трка. Трчам на трка, трчам испод 12, 11, 90. Тогаш беше прв пат кога го скашив мразот, значи испод 12, таа фамозна граница која што во Македонија само јас ја имам симнато, значи друга жена испод 12 нема истрчена. Да, и тоа било пак рекорд, тоа пак било рекорд уствари. Да, Ти неколку пати го рушиш. да, во таа сезона, да. И веднаш си друг атлетичар, веднаш си друг човек. Веднаш си жедан за трки. Претходно, нели, страхуваш, се плашиш да идеш на трка затоа што еден неуспех, друг трет и логично е дека нели си кажеш, еј, доста ми е, не сакам повеќе. Така, ако беше Да. доволно беше, Да, значи до не се сакам. од себе, тоа е. Ми најднаш една трка, пак ќе кажам, тоа го приметувам исто и кај денешни атлетичари. Јас секогаш викам, една трка те враќа во живот. Еден добар резултат колку што може да направи, не можат не недели тренинг, што се вика, психолошкиот момент колку е битен. Затоа што веднаш добиваш на самодовера, па знаеш, па јас сум спремен, па еве ја ги трчам резултатите. Да, ја трчам, јас сум добра, јас можам ова, сега ми треба конкуренција, затоа што реално и ти убаво кажа и знаеш, во Македонија сум немала конкуренција, нормално со тие резултати. Буквално сама сум ги трчала трките со конкуренција, меѓутоа без соодветна конкуренција. И тука е тој преломен период, да речем. И од тогаш имав европски куп во Нови Сад, исто некој солиден резултат 11:88, потоа во Скопје. Пак рекорд. Да, тие се рекорди, сите значи трки што биле Значи имаш некое државно кај нас ли, некое што било отварање сезона, идеш Па не прв било пат по отварање 12. на сезона, вај да било некој си државно, може би да било или поединечно или државен сениорски куп. Квалификациите, Затоа што да. јас почетокот на сезоната се сеќавам многу добро дека ги такмичам во Софија, отварање на сезона тој дел, веќе јас си бев таму. И доаѓам негде во јуни месец. Значи јас си доаѓам во Македонија крај на мај. Некој или државно или квалификации што било, го рушиш прв пат по 12. Так. Идеме на куп европски. Пак правиш да. рекорд Да. на стотка. На стотка. И И потоа третиот пат е Третиот последното. пат е 200-ката. Така, сега ова е пак назад во Скопје. Да, во Скопје. И после Исто тоа... па некој државно и валја Да, финалето. Да, па тоа е негде... За тие што не знаат, мора да објасниме дека ти у Скопје го правиш рекордот сама.
има други, може би 5-6 на старт. Ама има многу разлика дали трчаш на Европски куп и тие до тебе на старт се од Финска, од Грција, од Хрватска, некои што веќе идат по 22 секунди и ти целата 200 вака ќе си имаш некоја рамо до тебе, за разлика од Скопје, кај што се местите на старт и у рок од 10 метри ти веќе си напред и нема никој до тебе. Така. За тие што не знаат атлетика, ненормална како има вредност кога те бутка, некој те тера да го надмине, не само себе, туку и него да го победиш. Така. Ти во Скопје го немаш вториот елемент. Нема. Точно. Ти го имаш само против себе, иди сама на 200, кажи речи тренинг. Значи баш така ти беше 200-кава. 200-ката, пак ја кажам, 200-ката дојде после неколку успешни трки на 100 метра. Да. И 200-ката ми беше секогаш кога трчате дисциплина која што не ви е нели примарна, секогаш го давате подоброто. Зашто таму каде што трчаш, моето искуство е такво, таму каде што трчаш, пример, трчам и сега само 100-ка се брка резултатот, стотинките, стартот, вака си закаснил, така си финиширал, значи цела анализа е околу 100-ката, а 200-ката ја трчам, може би се сеќаваш, ајде сега, јас имав таков начин на трчање со долг чекор. И јас реално така моите планови така долгорочни беа да завршам на 400 метра, затоа што ја сакав таа дисциплина, сметајќи дека со резултати како што ги имав на 100 и на 200, дека ќе ми даде добар резултат на 400 метра. Затоа што самиот начин на трчање со долг чекор, лесно, без нели стегање, без одговара за продужен спринт. Одговара за 400. Нели нормално, за жал, после тоа 2007 имав скината тетива, еднаш, два пати, три пати, тука и завршува нели мојата кариера како спортист. Така да сакам да кажам, 200-ката исто сум ја уживала кога сум трчала. Едноставно убаво кажа ти трчаш, знаеш дека нели дека си доминантен, знаеш ти во суштина дека немаш конкуренција, ама на вистина јас што кажувам секогаш, се трудиш буквално да грабиш, да леташ, да не стапнуваш на стаза и пак ја кажам, ја имаш силата во себе и само нели се обидуваш да видиш што подобар резултат на дисплејот, така? Да. Затоа што тоа ти е битката, ти се бориш со дисплејот цело време. На колку ќе застане, ќе отиде ли една секунда, зашто нели 23, ама може и да отиде на другата 24, да. 24. Така ама да, не, 24. Не, и 23-75, тоа така, беше да. трка во Скопје. И јас искрено, како што ви претходно кажувам за резултатот на 100 метра, било нешто што и самата не сум го очекувала. Не дека ќе идеш некогаш испод 24? Сум очекувала дека ќе трчам испод 24, затоа што тоа ми беше нели предизвик, исто како што ваму на 100 сакав да трчам испод 12. Така да, и 200-ката ми беше предизвик испод 24, меѓутоа можеби не во тој момент и на таа трка. Затоа што пак 100-ката како 100-ка е стварно, значи трчаш право и можеш на вистина и ден денес се дешава. Нели некој се одлепува од сам старт прв и трча до крај. Ама 200-ката е нели трка каде што е убаво и пожелно е да се има конкуренција, така. Да. Јас тоа сум го немала и можеби сум го очекувала тоа да го направам нели дали на балканско првенство, дали на некој друг надпревар каде што ќе има поголема конкуренција, меѓутоа се десил тој резултат тогаш и пак ќе кажам, па и ми е мило што е тука истрчан. Едниот е истрчан, значи државниот рекорд е во Истанбул на 100 метра 11:74. Ама тоа е наредната недела. Тоа е наредната недела. Да. Еднаш, два пати рушиш 100-ка, доаѓа Скопје, случајно рушиш 200-ка, кажи речи. Така. Кажи ми само сабајлето или моментите пред трката, дали осеќаше дека не дали ќе падне рекордот или може и тоа си осеќала, како знаеше дека ќе срушам или може само знаеше, окей, доволно сум јака да го срушам, само треба да ја изработам кој што треба. Кој ти беше чувството? Ние сме индивидуален спорт и сите сме се на некој начин, ајде како да кажам, не можам да речам
желни за промоција, него за самодокажување. Така. И не зависиме од никој, и си свесен дека и да направиш добро, нели, сите пуфални зборови идат на твоја сметка и да истрчаш лошо, нели, критиките пак си ги примаш ти. Нема тоа екипа па да споделиш со некој друг дека, нели, заедно сте или ај тренерот е крив. Не, кај нас е ти односиш одговорност за се. 100%, така. Секогаш кога сум трчала во Македонија, сум сакала да покажам дека сум убедливо најдобра, дека стварно доминирам и секогаш можеби сега не сакам да играм со бројки, ај да ги оставам 20 или 30 метри, меѓутоа на 200 метра се дешавало токму и тоа. Ако јас сум трчала 23, наредните трчале 26 да речем. Тоа е огромна разлика, така? Огромна. И секогаш сум, нели, сум сакала, сум имала желба да покажам, да, таа сум, еве ме, трчам, супер сум, надпреварувам, рушам рекорди. Едноставно, не за повеќе да ми речат, еј, браво, колку истрча, него едноставно да покажам дека сето тоа што го работам дава резултат. Така. Значи, знаеше дека ќе свршиш? Па, знаев дека сум спремна и беше прашање кога ќе се, затоа како реков јас, резултатите доаѓаат тие кои ќе сакаат, а не ти кога ќе сакаш. И не можам да кажам дека сум станала са бајлето и сум имала чувство дека ќе турнам рекорд. Не, али едва сум ја чекала трката да дојде. Ето. Затоа што видете кога си спремен, кога очекуваш резултат, живееш за таа трка. Јас затоа викам наспроти колку се тоа два свича. Едниот е леле не ми си да на трка до пред 2 недели и после тоа викаш кај е трката, така? Значи сакам да такмичам. Спремна сум, знам дека ќе значи мора да се истрча добар резултат кога нели имаш толку инвестирано во самиот себе, особено не е тоа инвестирано, ние не сме машина. Па ајде сега ова е направено така и нели следствено на тоа треба да истрчам толку и толку. Ние сме нели жива материја. Нели и психолошки моменти, и време, и конкуренција. Па ветерот, ако ти се погоди, бриши па го ветер, па дожд, па значи па сум се наспала, не сум се наспала, па женско, па проблеми, па значи многу работи. Меѓутоа пак ќе кажам, на толку трки очекувано беше па и дека нели ќе го извадам од мене она кој што навистина во тој момент го има во носа. Види, тоа е многу солиден момент, психички фактор, што и клучна разлика ти убаво посочи. Јас знаев дека сум спремна. Рекордот дали ќе падне или не, кој што кажа Преска, не го очекувај, не си го стави тој притисак. Ќе дое он кој ќе сака да дое. Така. Ама ти си знаела дека си спремна. И тоа е веќе огромна она плюс таа самодоверба. И арно, ама веќе рушиш, значи 100 два пати, 200 у Скопје и за недела дена е во Истанбул. Да, пак Балканијада во Истанбул, да. Балканско. Тука веќе може и малце си дала како очекувања 100 пак ќе падне. Дај уште да ја симнам. Да. Оти веќе си у моментум влезена. Викам, 100-ката истрчав секогаш, еве да напоменам, секогаш кога е олимписка година се трчаат најаките резултати, затоа што сите спортисти реално, нели, сон на секој спортист е олимпијадата. И секоја Балканијада кога е во олимписка година е многу јака, резултатите се многу јаки. Затоа што споредбено со други Балканијади од претходни години или после тоа, резултатот 11:74 носи медаља. Еве, тој е резултат кој што е истрчан во Истанбул. Јас со 11:74 бев 5 или 6 на Балканијада. Да, тоа имаше србинката, турчинката, олимписки норми истрча, беше прекрасна трка. Имав многу бав старт и до некој си 50-60 метра дури бев, да речам, прва или тука рамо uz рамо со првата. Така, мислам, не зажалете, трката убаво се заврши, биле поспремни од мене, знам дека првата имаше резултат 11:40 или 30 и нешто, 11:40 и до 11:70 ние бевме 5 жени од 11:40 до 11:70. Тука, да. Го чекав резултатот, знаев дека е добар резултат, го чекав резултатот и викам, добро, ај нека биде, пошто тргна сезонава, тргна серијава сега, добро, само рекорди, викам нека биде 100. Претходно, ако сум истрчала 11:90, бар нека биде 11:89. И стигнаа резултатите, го видов, нели, резултатот 11:74 и прво што ме интересираше, чисто од предпазливост,
ветерот дали е дозволен, затоа што Не, нели да. кај нас ветерот ако отиде 2 на метра, стотка, да. колку, Гледам 2 метра, 2 дај. метра е, до 2 метра е дозволен. Да. Викам брзо ветрот да видам. Нешто па на тој не на листот, некој од наши ветеринари исто нешто го видел само резултатот, а го немаме нели официјалниот допис, нели Да. официјалнава листа. И после тоа требаше да се сеќам да трчам штафета 4 по 100 метра. Се симнав долу, ги побарав резултатите, гледам дозволен ветер и така да можам на некој начин да се израдувам на мојот резултат. Си се така. израдува? Да, Ти многу се дојде израдував. во- Многу се израдував. Мислам искрено сите тренери и нели луѓе од стручен штаб што беа присутни од нашата репрезентација на вистина ме испочитува, ми честита, ме уважија, али јас секогаш викам и поразите сама си ги преживувам Да. и победите сакам и резултатите да си ги апсолутно дека ми е мило и се чувствувам уважено кога некој ќе го препознае успехот, меѓутоа најбитно е јас да сум задоволна. Така. И ден денес тоа ми е нели кога и правам резултати со атлетичарите, најбитно е значи таа цел што се имаш поставено, нели да си задоволен од тоа ти што си успел да го реализираш, Да, така. да си го- Нели некој можеби ќе каже добро, можеше подобро, не можеше, тргна вака или не, битно е нели ти да го имаш она чувство, да, поставив цел, успеав да ја реализирам, одиме сега понатаму. Значи си докажуваш сам на себе. Тоа е најбитно. И затоа многу си го сакам спортот како индивидуален спорт, затоа што да, и кога губиш, си свесен, губиш, во смисла не губиш од некој друг. Резултатски, како реков, се бориме ние со стотинки, со секунди, Да. и кога си паднат, ти си паднат, ама и кога си горе на пиедестал најгоре, ти си горе што си најгоре и таката тоа е тоа што, како да кажам, и ден денес еве, кога некој, нели, во случајов ја припоменав Дрита, ќе истрча добар резултат или слаб резултат, и неуспехот незин го преживувам, така. Али морам да признам дека и незините резултати, успеси кои што за среќа ги имаме многу, ме прават горда и нели си се радувам на мој начин. Да. Колку е брутален спортов, замисли, сега ме наврати на најдобрата стотка истрчана во историјата на Македонија, ти си уствари 5-6. Да. Како некако не знам, брутално ми е тоа. Знаеш, има трки кај што може и ќе победиш и ништо специјално. Има трка кај што си била 5-6, што е уствари најголемо достигнување, а ни малку не ти одзима од впечатокот, тебе не ти било глупо што си била 5. Не, напротив. Така. Таа е трка која што е обележала мојата кариера. И трка на која што, нели, нормално... И тоа многу одма, како се- не отпосле да бидеш, тоа одма си знаела, ова е... Да. Дали у тој момент имаше уште малце резерва у тебе да си каже, не бе, и појако може, па сигурно си имала, не може да немаш, не те преваруваш. Ти секогаш си мислела дека можеш подобро, ама отпосле сваќаш, знаеш, после 5-10 години, уствари реално, тоа бил врвот. Вака, ќе бидам реална, мислам дека во тој период сите тие резултати кои што беа истрчани, нели, од моја страна, беа во рамките на она што и реално беше очекувано. Може би, затоа што... Ајде. Може би, ете, да не се повредев, нели, да ја немав таа повреда на хиловата тетива, нормално дека ќе имав поголеми очекувања, затоа што сите параметри кои што нели ги имав како атлетичарка и сите оние нели показатели за тоа до каде би можела да одам, укажува на тоа дека нели имам простор Имам за уште малце, има си простор мислиш? за вообичаено тоа нели е нели должината на чекорот, со колку чекори поминуваш 100 метра, Да. експлозивноста нели на старт, сите тоа се нели тие параметри кои елементи што покажуваат дека продолжуваат да ти се надградуваат, само со кај тренинг, да е требало да тоа е резултатот. така. И како да кажам, Кога беше таа повреда, извини? 2007. 2007. Значи имав најпрво калцификат на ахилова тетива, една Одностоп. операција. Да. Поише повреди имало таму.
тегнења. Од големо оптеретување. Да. Долго време бев во атлетиката, Хронично. значи од 90-та до првата повреда 2007, не прва повреда на тетивата, мислев, не дека претходно сум немала некои си повреди со мускулни влакна, меѓутоа, нели, прва повреда на тетива 2007, така, калцификат, ми се скина тетивата, една операција, потоа пак ми се скина друга, трета, имав некој период од 2008, значи 2009-та, 10-та, каде што некои 2 години буквално сум си земала одмор од атлетика, ама тој ми бил наметнат одмор, значи не дека јас сум сакала, затоа што долго време бев на вистина после 2-3 операции на тетива, бев со атрофирана мускулатура, долго време бев на штаки, додека се враќам во нормален начин на функционирање, зборам за секојдневие, не зборувам јас за тренинг воопшто, не зборам ниту за да работам со било кој, меѓутоа сакам да кажам така, некој си 2 до 3 години не бев присутна, мислам дека сега не можам да кажам сум била на стадион или не сум била, меѓутоа на вистина и ми требаше. И тоа е уствари моето најдолго отсуство од атлетиката, кое што, како што напоменав, не беше мој избор, него едноставно беше наметнато. Попуштило тоа, па веќе колку 17 години си тренирала. 17, да. Така. Леле, шубо. Фала што ме врати на тие времиња. Стварно, преубаво. Спомнавме дека од пред 3 години 3. си председател на Атлетска федерација на Македонија. Ја еден мал пресврт, знам кои се сите можни типични прашања што може да се праша некој што е на позиција, ама моето е, и ти спомнав и пред да почнеме, јас сум бил атлетичар, ти си бил атлетичарка. Сме биле, што се вика, од оваа страна на оградата. И многу често или не ни се свиѓало некои постапки што ги правеле или одлуки што ги донесувале во име на репрезентација. Бар јас за себе знам како помлад си многу брз да критикуваш, се сме жртви, вака фалело, онака фалело. Знаеш зашто зборам? Знам. Кој е менталитетот? И ете, сме били двајцата од таа страна на оградата и сега ти си ретка прилика од некој што од атлетичар активен од таа страна преминал сега од другава страна на оградата. Сега он е таму. И прво нешто што мене ми доаѓа вака да дознам, како веќе пораснат човек и знам дека многу лесно сме критикувале, а не сме знаеле другата страна на приказната. Па ме интересира другата страна на приказната. Ти сега како веќе таму председател, што е нешто што можеби и ти самата си се изненадила од твоите, например, можеби предпоставки или знаења како се нештата таму и сега доаѓаш таму и дознаваш, па ние уствари многу страни, многу работи не сме знаеле. Што е тоа што ние атлетичарите од оваа страна на оградата поима сме немале како е од другата страна? Со страни ме збуни малце. Знам, 20 години си била ваму сега. Со страни ме збуни, меѓутоа морам да потенцирам дека долгите години, првенствено како атлетичарка, потоа колку години, некој си 9-10 години како тренер, многу ми помогна, нели, да ја видам атлетиката од една подруга перспектива. Точно ги знам проблемите на атлетичарите, затоа што сум била атлетичарка. Ги знам и проблемите на тренерите, затоа што сум и тренер. Да. Така да, долги години бев и во извршен одбор. Сите тие работи ми беа на поголем или на помал начин достапни и ги знаев. Се трудам сега, барем сега, во денешно време кога имаме многу напредна младина, амбициозни спортисти, достап на социјални мрежи, на интернет комуникација, нели, за информации, се трудам да нема две страни.
Значи да нема поларизација. Федерација со спортисти, затоа што приказната во атлетиката ја правиме сите. Точно дека, нели, ајде во моментот јас сум председател на федерација. Меѓутоа федерацијата без атлетичарите, без клубовите, без тренерите, без стручните лица, судиите, така сите оние кои што на некој начин придонесуваат во креирање на атлетиката, треба да бидеме мозаикот што ќе ја направи атлетиката. Така да се трудам, не знам колку ми оди, тоа некој друг треба да каже, не знам колку ми оди од рака, меѓутоа се трудам да, како да кажам, прво кога дојдов на позиција, сите оние работи со кои што нели се судираат атлетичарите, се судираат тренерите и кои што ги мачат, прво тие да се решат, а потоа и многу други работи, пак ќе кажам, се со цел да секој еден човек кој што е инволвиран во атлетиката го даде максимумот на позицијата на која што е поставен. Дали се тоа, пак ќе кажам, дали се тоа суди, дали се тоа тренери, дали се атлетичари, дали се некои си официјали, дали е доктор. Значи, едноставно, мораме и го правиме тоа, да инвестираме во луѓето кои што ги имаме во атлетиката. Ние имаме таа среќа да во атлетиката имаме навистина квалитетни луѓе. Јас секоја сугестија, секој предлог, секое, не можам да речам барање, затоа што не може баш секое да биде усвоено или прифатено, меѓутоа се трудам да го разгледам и да го разберам од другата позиција, затоа што сум била во таа позиција. И многу често ми се дешава буквално, нели, некое барање, тоа не може во сам старт, затоа што знам дека ниту процедурата, ниту статутот, ниту регулативите што ги имаме во федерација не го дозволуваат тоа и едноставно не се ни трудам понатаму да образложувам, затоа што се водам исклучиво, нели, по тие регулативи, затоа што според мене и најлош правилник е добар правилник. Ако имаш правилник, се водиш по тој правилник. Да, не е проблем. Имало аномалии, ќе ги ревидираме. За 2 години ќе биде уште подобар. Меѓутоа, за почетокот на нашето, да речам, ајде владење, се судривме со една хаотична ситуација. Значи нема никакви правилници, никаква застапеност на атлетикава, се на маргини, многу мал број деца, речиси да немавме деца, кои што ни доаѓаа на надпреварите. И тоа беше една така слика која што не би ја посакал некој кој што ќе дојде, нели, на таа позиција да се судри со тие работи. И наеднаш сваќаш дека имаш многу работа и дека таа работа не можеш да ја завршиш само ти, него во таа работа треба да ги инволвираш сите луѓе кои што навистина ја сакаат атлетиката и кои што се активно вклучени во дали тренажен процес или функционирање на клубот. Пардон. Така да, еве и сега, аспектот на едукација на судии. Судии кои што на некој начин ти даваат валидност на еден резултат, кој што може да биде и државен рекорд, зборам скок во далечина, скок во височина, така, ајде сега имаме нова електроника, која што нормално ни го олеснува целиот начин на функционирање на системот на надпревари. Потоа, самото ниво на организација, поставување на колрум, кој што ние никогаш сме го немале, нели, ве ти знаеш, на меѓународни надпревари. Колрум? Си имаме колрум сега? Си имаме колрум. Со колрум сме, ама ти значи треба да дојдеш да не видиш ние вака сега джабе правиме муабети. Право си, скроз си управо. Не сум бил и треба стварно. Вака од далеку, од околу, од слики, ништа не знаеш. Треба да си таму на лице место за да видиш некои работи. И плюс ја ќе бидам одличен кандидат да видам разликата. Од што ја памтаме од пред 20 години. Така. И ова нагло ќе ми дое сега. Се надевам дека така ќе биде. Да. Сега ќе имаме на 28-29 државен куп сениори. За среќа ги имаме најдобриве атлетичари. 5 атлетичари имаме со резултати над 1000 бода. Дарио, Брита, Јован, Андреас, Андријана Попарсова. Така да сите ќе ни се појават, значи, на исто место, во исто време. Јако. Ќе биде празник за атлетиката. Претходно сакаме пред почеток на самата програма на државното првенство да направиме неколку трки од 60 метра за детска атлетика, затоа што сепак за децата најголема радост е, нели,
освоено прво, второ, трето место, па макар и во група, не можат Да. ни долго да ја разберат целата Да најдеме математика, некое талентче. дека треба од сите групи кои ќе бидат, ама важно они се први или втори во група, така, небитно дека се не му текнува, чекај малце. Али они се радосни, Да, значи ние да, сме да. го постигнале ефектот, они се радосни. Па така да што, па супер. Да. Така да имаме многу работи. Ајде да се вратам назад конкретно на прашањето ти што го постави претходно, таа страна и оваа страна. Голема одговорност е. И од ова, јас тогаш сум мислела дека тоа што го правам е најтешко, затоа што сум била атлетичарка. Сега јас бидејќи навистина ми значи тоа што го работим. Јас не сум председател на федерација со која што немам допирни точки. Јас сум председател на федерација која што е мој живот. Да. Така. Да. И навистина сето она што се прави го правиме во насока на подобрување, нели, на условите на самите спортисти, на клубовите, на тренерите и излегување од маргините во кои што се наоѓаме со години Да, наназад. да. Сега, мислам дека и резултатите ни го дозволуваат тоа. Промоцијата што ја правиме со детска атлетика исто така ќе ни представува и ќе ни биде голем успех, затоа што голем број дечиња веќе се инволвирани, веќе се вклучени во самиот проект. Дополнително спортистиве си имаат потреби за, нели, реализација на годишни програми, тука следуваат припреми, учество на митинзи, суплементација, пак ќе повторам, самиот систем за организација на надпревари бара квалитетни судии, организација околу место, се трудиме надпреварите да ги правиме веќе со водители, каде што, нели, се знае над која стаза, да. Не, Како на времето кога идевме, пример, у Нови Сад, така. и доаѓа, мислиш, емисија, новинар, најави. Ама нашите спортисти го заслужуваат тоа. Значи баш така сега првенство. Иве Заториков, ќе дојдеш на сениорскиот куп и ќе видиш дека ќе биде Леле, прекрасно. законе, браво, 28, да доловам. Спориме за, значи еве има првенство, настан на стадион и порано, пред 20 години, кај нас во Скопје не било така, ама одиме се у странство на трака и има водител. Тука е на стазите, на трибината, на теренот, посетува и ти само на озвучење слушаш некој нон-стоп нешто објаснува. Така. И сега и кај нас викаш, Да. има... Пак ќе кажам, нашите спортисти, мислам атлетичарите, навистина треба да бидат уважени за сето она што го прават. Да. Дополнително што во изминативе години преку ваучер системот, преку Агенција за млади и спорт максимална поддршка, значи добиваме и ние како федерација и другите федерации се инвестира во спортот. Можам нели да направам, тоест не можам да направам споредба затоа што тоа што во наше време ние го имавме е нула во однос на тоа што денешните спортисти нели го имаат. баш Зборувам тоа. од финансиски аспект, навистина се во многу подобра ситуација во однос на тоа што еве сме биле ние. Така. Да, и што е сменето? Како наеднаш сега има агенции што имаат да дадат повеќе финансии? Што точно е? Значи ние сме Смената. финансирани од државата преку Агенција за млади и спорт, исто Да, како и останатите ама и тогаш федерации. сме биле пред 20 И тогаш години. сме биле, нормално дека сега во буџетот има поголема ставка за спорт. Сектор спорт, дополнително ваучер системот многу помагна за помагање на клубовите затоа што добива федерацијата ваучер, добиваат клубовите ваучер и добиваат индивидуалците ваучер. Значи, од многу места еден спортист кој што е квалитетен си добива првенствено индивидуален ваучер, потоа клубот добива, што значи и клубот може да му помогне, и нормално е кај од највисоко ниво е тука федерацијата, нели, да го згрижи во однос на, нели, на потребите кои што се неопходни за постигнување на добар резултат. Нешто што кај нас било научна фантастика. Да. И јас сега ќе морам чекор назад, скроз паднат од Марс, да те прашам да ми подобјасниш за ваучер системов. Значи ја прв пат слушам. За ваучер систем. Да, како баш функционира тоа, што е тоа ваучер? Ваучер системот е нели систем на финансирање кој што е започнат пред некои 4 години, кој што е од голема помош за спортот. Генерално не изборам само за атлетиката, затоа што е Значи не е за само атлетика. Не, Ова е на страна годишниот буџет што се дава, Да. например, на АФМ. Точно.
ова Ова се е друго. да, пари кои што се нели големите фирми кои што ги остваруваат од данокот на добивка и кои што треба да ги платат према државата, нели се ослободуваат во износ во зависност од какав е износот на средства, нели што ги има атлетска федерација или што ги има некој клуб, не е битно кој клуб или нели некој индивидуалец, и истите тие нели преку фирми се реализираат и се ите како помош за нашите спортисти, за клубовите и за самата федерација. Како спонзорство некако ќе му дојде Па стипендирање. вид на донација е тоа, Донација. нели не е спонзорство, донација, зашто сепак се тоа буџетски средства, пари од државата, Аха. така Да. од данокот на добивка. И има некој систем, начин Да, кој има што систем, одредува кој Има апликација, нели се аплицира, дали си спортист од меѓународна категорија, ајде само ќе нафрлам, Да. значи дали си спортист од меѓународна категорија, највисок пласман на меѓународен надпревар, дали си државен првак, дали си репрезентативец, медаља освоена, не освоена, рекорд има, нема, така да комплексен ранг систем Да. кој што одредува да, процентуално. и сега во зависност од нели нормално состојбата на клубот, колку спортисти има, колку тренери, еве зборам за клубски ваучер, колку тренери има, нели инволвирано, колку спортисти има регистрирано, колку прваци има, колку репрезентативци, нели По ги некој бодува, процент се да, ги одредува. бодува, се собираат бодови и нормално сите тие апликации првенствено поминуваат, имаме комисија во рамките на нашата атлетска федерација, тие дополнително се ги одредува Агенцијата за млади и спорт, значи финалната бројка. Ние само нели на некој начин ја потврдуваме валидноста на сето она што навеле клубовите, затоа што може еден клуб да си напише да имам сега не може да рече олимписки првак, ама може да рече ете имам балкански првак и ние како податок него провериме. Да. Така. Или имам 100 атлетичари, а има Е, тројца, така, јасно. значи така веродостојноста е Така. нели уврска од наша страна да се потврди или да се коригира, да се негира сето Да. тоа. И за среќа, пак ќе кажам, имаме многу поголеми средства, многу поголеми примања, неспоредливо тоа што било порано. Меѓутоа имаме и многу појаки резултати. Тоа мислам дека така Станува се поочигледно. Ја последниве години приметувам и Дарио со резултативе, и Јован на 400-ка. Да. Трита рече. Дрита 400 перички трча, да. Кажи ми ти тогаш со рекордите фати норма, како беше според бодови твоите? Не, Дека немав норма ти за... бркаше Олимпијада, ама што искочи тоа што 2004-та? Значи олимписките и денес олимписките норми се премногу високи, Да. недостижни, еве и за овој профил на атлетичари што во моментов го имаме. Така да И се повеќе ги подобруваат. Да. Се повеќе секоја Да. ти го бркаш оно наредна година уште појако. Да. Ама ти баш тогаш беше 2004-та или не? Не бев со норма. Нормата, нели во тоа време имаше А и Б норма. Нормата беше 11.60, јас имав 11.74. Нормално го искористив исто како и до сега што и другите, нели, се надевам дека конечно ќе го прекинеме тој, нели, начин на патување со wild карти. Зборувам за Олимпијада затоа што веќе за европско првенство дел од нашиве атлетичари за во сала пред минатата година има норма и Јован и Дарио. Потоа еве имаме едно младо дете Владимир Битулјано, би сакала да го потенцирам, фати за норма за младенско европско првенство во Израел. Истрча нов државен рекорд 22:35. Значи резултатите Во сала е тоа? на отворено. А младенско? Да, младенско. младенско. Значи се показател дека одиме нагоре, дека значи напредуваме. Мене тоа многу се радувам на еден надпревар кога ќе дојде тренер, ваму се турнало рекорд, за пионери во скок во далечина турнале рекорд, за кладиво за пионери има рекорд. Мене тоа многу ме радува. Нон-стоп нешто се случува. Нон-стоп се случува, нон-стоп имаме рекорди, имаме за среќа медали од балканските првенства и ова стварно го кажувам искрено од срце, навистина сум горда што сум претседателка на Атлетска федерација. Има уште многу за работа. Значи, промените не може да се случат толку брзо. Некои работи колку да се трудиме ние да ги направиме, не може да се видат во моментот. Резултатите ќе ги дадат по 4, 5, 6, 7 години. Меѓутоа она што можам еве јавно да го кажам
е дека нашата атлетика има иднина. Тоа ме радува, тоа мислам дека се осеќа, го осеќаат клубовите, го осеќаат луѓето кои што се инволвирани, луѓето кои што ја познаваат атлетиката. И ти си пример како викаш, гледам дека нешто се дешава, гледам дека има промени, гледам дека не има. Значи ние навистина сме број еден базичен спорт кој што е мултидисциплинарен и јас секогаш што викам спорт кој што е основа за развој на националниот спорт. Ние сме основата, атлетика. Значи не може ниту еден со целосен респект спрема сите спортови, и индивидуални и колективни. Меѓутоа основата почнува од кај нас, од атлетика. Не го измисливме ние кралица на спортовите, не ми текна на мене тоа и на тебе се, некој друг пред 2000 години, 3-5 кој е да било, тоа е. Да. И многу ме радува што вака зрачиш со оптимизам. И не само ти лично, и јас стварно имам приметено ти едно време, малце ми беше веќе леле преку премногу негативно, премногу песимизам, премногу очај, се надоле и надоле, онака дури си викаш, ова готово, ќе замре, нема постои спорт. А ја имам многу идеалистички ставови, знаеш, посебно за спорт и за атлетика, според мене, државата ќе пропадне ако нема спорт. Знаеш, така може и си преувеличувам, ама стварно ми е многу мило вака и директ од тебе, што и ти го имаш истиот впечаток. Сега рече дека нормално ги знаевме проблемите и предизвиците, дур бевме атлетичари пред 20 години. И окей, трендот е во нагорна насока, се подобрува, има оптимизам, има надеж и се подобро е, но сепак претпоставувам дека сепак и има предизвици. Да. Сега си ги знаела кои биле атлетските за атлетичарите пред 20 години, кои се сега некои проблеми и предизвици со кои што се соочува па федерацијата како институција или можеби и ти лично како председателка, кои се некои проектчиња, некои предизвици, потешкоти, што вака малце се трудиме да ги пробиеме. Со самиот факт, како што напоменав и претходно, со финансиската помош што ја добиваме во изминатите години и со ваучер системот, можам да кажам дека од аспект на валоризација на труд, нели зборувам на спортисти, на тренери, сме на некој начин многу работата ни олеснета. Затоа што навистина уште е полошо кога сакаш нешто да направиш во моментот, нели, и ви сме постојано во комуникација со големи фирми, брендови, затоа што сметам дека од приватниот сектор. Една атлетска федерација атлетска федерација треба да биде врзана само исклучиво со некој познат бренд. Така, затоа што таква ни е федерацијата. Федерацијата, како што напомена, е кралица на сите спортови, атлетиката, и навистина не личи да се врзиме со убав бренд. За среќа, соработката оваа година почна со Тутунска банка. Значи, имавме среќа да ни помогнат за реализација на проектот Детска атлетика, проект во кој што и ние имаме инвестирано многу време. Меѓутоа, за да биде така како што треба да биде, да се даде тежина на самиот настан и самиот настан да биде проширен надвор од рамките на Атлетската федерација, ни требаше еден таков бренд. Луѓето од НЛБ навистина има слух, покажа навистина голема професионалност кога требаше, нели, да се изреализираат и договорите, набавка на опрема за децата, на маички, на некој друг рекламен материјал, и се надевам дека таа соработка во иднина ќе продолжи дополнително и конкретно околу детската атлетика. Помош имаме од Виталија, од Евина Вода, мислам сите оние работи кои што на некој начин можеби и ние би можеле сами да ги направиме, меѓутоа, пак ќе кажам, самиот настан има многу поголема тежина и самиот настан многу повеќе го промовираш, нели, од аспект на реклама, кога имаш такви брендови. Да. Така, нели, друго е Тутунска банка кога застанува позади некој проект, а друго е како ние исклучиво така со наши средства
Несомнено дека и ние многу работи ги правиме исклучиво со средства на самата федерација, меѓутоа мораме да, нели, како рековме, мораме да размислуваме за проширување на промоција повеќе на самата атлетика, на детската атлетика, на професионалните атлетичари. И тука како предизвик во контекст на твоето прашање претходно, дефинитивно би било она што мислам дека за сите спортисти е најважно, атлетски стадион и атлетска сала. Тоа е нешто што мислам тоа е долгорочен така проект да речам, затоа што навистина кај нас работите се споро се развиваат. Она што им фали на нашите атлетичари е токму тоа. Сметам дека имаме навистина и квалитетни тренери и квалитетни атлетичари. И имаме многу солидни финанси, да не речам одлични финанси во моментов од страна на државата, затоа што кој ќе се направи една споредба со дадени средства по број на жители, да речем во една Србија или во некој од околните земји, ние имаме поголеми примања, зборувам за спорт, колку е по човек, колку доаѓа, кај нас дури доаѓа и повисоко од сето тоа. Меѓутоа, резултатски уште сме многу подоле без разлика со кој од тие земји се споредуваме. Значи, она што јас би кажала во однос на нас како федерација, она што ни фали и што мислам дека буквално би рекле после тоа, сега нема што повеќе да бараме и да се жалиме. Атлетска сала. Знаеме дека тренираме надвор, дека немаме услови, на снег сме цело време. Ако тој момент околу салата успееме да го надминеме, го почнеме, многу е тешко да се најде, пак ќе повторам, Скопје е пренатрупан. Многу тешко се наоѓаат, да речем, просторни услови, и за стаза. Колку пати сме дискутирале ние затоа што стадионот во Скопје, го користи фудбалска федерација, има надпревари, па те пуштаат, па не те пуштаат и ред други работи. И сега многу често пати се поставува прашањето, па зошто ние да немаме, меѓутоа навистина е многу тешко, па да не зборам во централно градско подрачје речиси и невозможно е да најдеме такви димензии, така? Знаеш ти за еден атлетски стадион колку треба. Значи не е тоа дека ќе направиме 20 на 30 некои игралиште, значи за атлетски стадион навистина треба. Инфраструктура збориме, голем е просторот е. Значи не можеш. Градско планирање. Така. Има нешто, некои навестувања, бар некакви идеички се нафрлат. Во моментов, неколку локации кои што би можеле да бидат во игра за атлетски стадион се кај Мериот, така аеродром тука покрај Ке. Таму тука планираат спортски комплекс. Не Мериот, грешка. Хилтон, грешка, да. Кај Хилтон таму се планира некој спортски комплекс. Мислам дека не бидејќи јас потекнувам од тој дел, меѓутоа автокоманда према Гази Баба идеален простор исто за атлетска патека, бидејќи тука ни е парк шумата Гази Баба, која за среќа навистина е многу убаво одржувана, чувана, средена, ја користиме полно пати за крос надпреварите, ја користам јас и приватно така за џогирање или за тренинг кога работам со атлетичари. Тој би бил еден многу убав комплекс, доколку тука успееме да издействуваме. Разговарано и со градоначалникот на Гази Баба, и најголем нормално проблем е земјиштето. Не па ова е на приватно, ова не влегува и генерално се судираме со тие проблеми. Или треба негде да биде многу далеко надвор од градот и после се поставува прашањето па кој би ја користел таму стазата. Тоа што нема практичност, се губи. И навистина не гледам сега во моментов, значи не е дека се разговара со локалните самоуправи, многу средби имаме остварено со градоначалниците, не само во Скопје и надвор, затоа што сепак атлетиката не е само во Скопје. Првенствено, значи, разговараме, првата поидовна идеја ни е да се направи инфраструктура за мини атлетски терени во едно од основните училишта, пример во општината во која што сме присутни. Значи, на ниво на Гази Баба, ако има 12 школи, во едно школо да се направи 60 метра, јама за скок во далечина и сегмент за фрлање ѓуле. Сепак тие се 3 дисциплини кои што
и согласно нели законската програма која што се реализира на часот по физичко Аха. образование нели во основните училишта е задолжително да се направи, а од друга страна особено преку спринтот и скок во далечина, значи најлесно можеме да дојдеме до деца кои што имаат предиспозиции, кои што би требало да ги задржиме во атлетските клубови. Многу е битно и при тоа. Имаме така, искрено да кажам, позитивни реакции од неколку градоначалници каде што сме биле присутни. И мислам дека уште во септември или во текот на летово ќе бидат изреализирани за почеток во една-две општини. Да, разговарано ни е, така да мислам дека еден аспект се основните школи кои што ни се расадник на таленти, а друго е како што кажав, најголема наша цел изградба на атлетски стадион. Да, тоа е веќе друго ниво. Меѓутоа, за тоа реков, навистина напорно работиме изминативе години, убаво се надоврзав и на прашањето што ти претходно ми го постави, тоа се тие работи кои што атлетичарите ни ги интересираат, така? Ако што ние од оваа страна се трудиме, нели, да направиме како можеме да дојдеме до повеќе деца. Зошто децата ни одат во одбојка? Зошто родителите не знаат дека атлетика е број 1 спорт? Затоа што, нели, сето тоа треба некој да им го презентира и да го покаже. Ако не влеземе преку локалните самоуправи и преку школите, нема друг начин. Затоа што децата веќе во 8-9 одделение се определени за кој спорт се. И деца од средно школа не можеш да ги натераш да дојдат, па најмалку атлетика да тренираат. Ние како сме тежок спорт, најмалку што ќе го натераш е атлетика да дојде. Да, па и на родителите да им подобјасниш дека ако атлетика не значи исцрпувања, не е тоа така, да не имаат погрешна слика. Токму и во таа насока ние проектов детска атлетика. Значи го започнавме, ни дава добри резултати. Тоа се, ајде на кратко да објаснам, еден комплет со мини реквизити за детска атлетика. Значи има мини пречки, мини топчиња за фрлање, мини копија. Тоа е се во мала верзија. Атлетската федерација овозможи на заинтересирани клубови. Набавивме такви комплета и планираме дополнително да набавиме уште за некои клубови кои што покажа интерес, кои што навистина работат со мали деца, и во едни такви услови навистина се добива една подруга слика за атлетика. И на нашите тренери навистина им е полесно да го реализираат тренингот, затоа што дете како дете, како викаме, ќе се полаже под топка, нешто ако скокне, ако направи, самата атлетика е тешка за тренинг. Ако ти на дете што денеска ќе дојде мало дете ќе му дадеш направи 10 стотки и мислам нема да дојде нареден пат. А ова со атлетикава, со детскава атлетика, реквизитчиња, полигончиња. Да, многу интересен концепт. Значи, со различни станици, на секоја станица, значи има станица за издржливост, има станица за брзина, станица за координација, нели, па скокање, јаже, склоп на повеќе мислам од повеќе елементи кои што ја прават целината, да речам така, детскава атлетика ја прават поинтересна, и токму од тие причини, затоа што само на таков начин можеме да бидеме достапни и конкурентни, да речам, и со другите спортови. Ама ние навистина имаме и со што да бидеме конкурентни. Затоа што јас често пати тоа си го поставам прашањето, не може атлетика, значи да не може да се пробие со толку прекрасни дисциплини, така, со природни движења, значи дете прво оди па трча, така, значи нешто што е природно, и сега примери за споредба. Добро викам, а што да речам бокс да е, па како ќе го пробиеш? Ние атлетика ако не можеме, пример го земам боксот без нели навреда спрема сите што тренираат бокс, меѓутоа ние сме спорт кој што навистина ни треба, нели, она што викаме малку за да можеме да го испромовираме. Ете, таков тип на опрема да имаме доволно за, нели, родителите и децата да сватат дека не ова само оди ти трчај и се завршил со тренинг. Така да работиме и на тој случај, паралелно се тера проектот детска атлетика. Сега во сабота имаме надпревар во основното училиште Григор Приличев во општина Гази Баба. Сакавме да го правиме значи првиот надпревар беше на
терените на фудбалски клуб Работнички во центар, сега да го направиме во Гази Баба, нареден пат да биде во друга општина, се со цел малце, се со цел и на децата им биде поинтересно. Значи ако ги носиш 5 пати имаш 6 надпревари од детска атлетика, на исто место нема е ни интересно ни на детето. Така, дополнително што тие деца што се од тој реон, нели што таму се со место на живење, ќе имаат можност и да видат, ќе се запишат. Значи тоа и ни е целта, значи да се шири, да имаме комуникација со локалните самоуправи. Ние не бараме нормално дека секоја соработка со локалната самоуправа мора да биде двосмерна. Значи локалната самоуправа гледа во интерес на граѓаните кои што живеат на таа општина, а ние од оваа страна гледаме како да си го испромовираме паспортот во таа општина. Така да мислам дека тоа е еден фер начин на комуникација и на соработка, затоа што не би било фер и би било многу непрофесионално ако ние одиме, дајте ни, нас ни треба тоа и тоа за да го правиме тоа. Добро, да, правете го и сега така. Зашто? А ова е некој еден концепт кој што навистина мислам дека пак ќе кажам најдена позитивни реакции, значи прифатено од неколку градоначалника и сметам дека ние имаме предвидено 3 надпревари во пролетниот дел, 3 надпревари во есенскиот дел, сите да бидат на различна локација, токму од тие причини. Баш убаво. Инаку ја детска атлетика го видов баш кај Кираџиев тренинг школата и изгледа тие се реквизитите. Ја видов баш нови реквизитчиња, пречки, конусчиња, некои такви работи, изгледа не знам баш он дали искористил од програмава што спомна. Ама концептот е скоро исто како ти сега што го објасни, така да го следи валјда и тој концепт. И знаеш ти што викаш, како може да не има интересно атлетика, најубавото нешто. И знаеш што е финта да, откако ќе почнеш да тренираш, јасно е дека ова е едно од најубавите работи, ама тој воведот да се направи интересен. И стварно ја приметувам дека окей, ова е веќе различно него од пред 2-30 години у атлетика влагале од физкултурно, професорки, некој случајно некое градско државно, ќе видиш некое талентче, единствен како се вика порта за да влезеш во спортот била многу лимитирана. А сега со детскава атлетика, бар некако според мене се отвараат повеќе врати од каде што може да дојдат идни таленти, идни звезди, идни шампиони. И убаво го кажа ти, си има и соработка. И општините добиваат, и федерацијата добива, и на крај децата добиваат. Децата што е најмногу име. Да, тоа што е најбитно е што децата се задоволни, децата нели се дружат, се социализираат, при тоа вежбаат, така, значи од здравствен аспект, се надпреваруваат. Ние самиот систем на надпревари рековме да ни го правиме и таков е концептот предвиден и од Светската атлетска федерација без прогласување на победници, нели за на мала возраст да не се наметне на детето, сега ти губиш, ово е подобар и сите тие работи. Филип ми ги објасни тие ствари. Филип од Куманово. Филипе, чим Филип објаснил, објаснете. Па и он има нели тренерска школа, баш тие работи ми ги објасни, на некои европски семинари сте биле или не знам како, и ми објаснуваше, вика, у Германија не смееш, као се наградува естетски, например, естетска изведба на скок во далечина или, знаеш, да не е до толку стрикно прво, второ, уште на 9 години, као не, да се работат техниките, уметноста на движењата, и баш он ми ги објаснуваше тие ствари и од таму ми е познато. Да, така да мислам дека е тоа нешто што навистина самиот факт што Светска федерација, тој проект го има почнато 2005. Значи многу одамна. Потоа еден период замре. Дури сега на светско ниво? Да, некои си 4-5 години, сега го реанимира и мислам со тоа покажа колку голем импакт имале врз, нели, во младата популација, во детскава популација со тој проект. Значи го вратија, они навистина дадоа многу големи резултати, огромен број на деца, значи инволвирани родители, така тренери и сите тие работи. И мислам дека, нели,
тоа што си го имаа поставено како цел, успеа да го постигнат, и едно време, па да не претерам, можеби 2 или 3 години, малце не забре, него воопшто нели не се дискутираше за тој проект. За сега главниот акцент да им биде во последно време ставен на детска атлетика. И јас пак ќе кажам, значи сегде се прават грешки, нели во проценка, во очекувањата, во визијата што се има и на светска атлетска, и да речам што, како да кажаме, лидер во однос на сите други федерации според начин на функционирање, според конститутивно поставеност, според сите работи на некој начин кој што една федерација треба да ги има, и нас, искрено да бидам, ни е тоа многу од голема помош, затоа што на сите конгреси, конвенции буквално се даваат насоки по која страна треба да се движиме и како треба, во односите на помали федерации, во однос на развиени и неразвиени земји, сето тоа е многу голема помош. И посебно, пак ќе кажам, ми израдува што оваа година се инсистираше и пак ќе кажам, самиот проект е реанимиран од нивна страна и очекуваат во наредниве години пак да биде број еден проект кој што, на страна сите оние работи кои што ги прави Светската федерација, организирање на светски првенства, Diamond League и сите тие работи, ова е нешто кое што реално покажало најголем резултат до сега. Баш супер. Да се вратиме на тренинг годините. Имам уште неколку ствари што те ме интересира. Иначе ако мора да се јавиш негде слободно, не е страшно. Не, гледам за сатов за детево да го земам. Кажи до кога сме, треба да одиш некаде? Па детето да си го земам, само тоа треба, друго ништо. Готово, треба да завршиме? Имам уште некои 20 на минути. Кажи слободно. Имам уште 20 минути. 20-тина? Окей, кул, супер. Во тренинг годините, имаше ли ти тренинг партнер? Така, поимот тренинг партнер, нели ти буди некои сеќавања? Имало ли период во низ годините која си тренирала со некој или некоја друга, па и тоа ти влевало малце мотив екстра или сила, или секогаш прилично сама тренираш? Релативно само. Па, кога тренирав, значи, во Бугарија и кога тренирав во Германија, таму нормално и целиот тренажен процес е направен, во парови или по тројца, по четворица. Во Македонија, така, некој посебно да напоменам што би бил тука цело време, не би можела. Повеќето, освен тоа што, кога сум работела стартови, експлозивно сум работела со машките, затоа што и претходно напоменав, женските, ајде да речам, немаше девојче кој што беше ни приближно до тие резултати што јас ги трчам, али тоа го имав осетено во најмногу во Бугарија, затоа што ние бевме некоја група од 7-8 спринтери, од кои што бевме 3-4 девојчиња, така 4 машки, и кои што навистина така сите има некои си импресивни резултати. И така нема да заборавам, многува слика ми оставаше, кој ќе ги наместиме стартните блокови на 100 метра. И сега, значи, сите трчаат, машките, тие машки што тренирале со мене во тоа време трчале по 10-50, 10-60, кај девојките имав една поискусна атлетичарка која што трчаше 11-30, 11-40, бугарка, бев јас. Која беше таа? Да не беше она, нели имаше една бугарка? Не Ивет Лалова. Не Лалова? Не Лалова, со Лалова исто имав, исто во тој период уште не беше замината во Италија и многу често се среќававме на тренинзи на Национална спортска академија и затоа викам ми сме работеле кога сме во стартови. Имате преклопено со Да, па Лалова е 84-та, значи јас сум 81-ва и знам, така тој период беше. Да. Така да, меѓутоа јас пак ќе кажам, нашата група доволна беше кој ќе се нареди, значи 8 блока зафатени се и така многу Како така да е? Многу, знаеш што ми е вака криво, јас секој што викам криво, не можам да кажам дека ми е криво, меѓутоа би било многу побаво доколку во тоа време
ја имавме оваа технологија што сега спортисти ве имаат и овие социјални нели медиуми што ги користат спортистите. Затоа што тоа беше навистина убаво да се види, нели и за на тренинги за око. Ние немавме што се вика ни можност, ако немаш камера, тренерот со камера не снимаше, значи камерче, нели? Со камерче. За да можеш да анализираш. Да, за да можеш да анализираш, ќе се качи на трибина, па поубаво да не гледа, па колку до првата десетка, па до втората, па кај кој се исправил, на колку метра, зашто. Вау. Да, и сега мене ми е, сакам да кажам, во денешно време тоа е многу полесно и подостапно, бе, со телефони Да. одиме, снимаме, ќе направиме, ќе направиш анализа, ние во тоа време Ние не сме бевме. ни правеле такви работи кај нас. А кога си беше у Бугарија, тоа си беше Да, бугарите доста понапред. Бугарите се да. доста понапред. Бугарите имаат голема историја во спортот. Влијанието од руската школа, останато е кај нив. Доминираат во многу спортови, значи успешни се, не се само во атлетика, успешни се во многу спортови и секогаш напоменувам дека Софија, Бугарија, значи местото каде што сум тренирала и луѓето, од нив сум го стекнала најголемото знаење за Да. атлетика. Можеби иако временски не е тоа толку долго, значи 2 години, потоа бев уште една, некои 3 години поминав таму. Мислам дека тоа што успеав да го научам, тоа ми е еден факултет плюс од тоа што јас тука го имам завршено и секогаш се трудам и ден денес кога Дрита еве ја земам секогаш за пример, не дека ми е најмногу форсирана, него затоа што е најблиска до мене. Во моментов е на припреми во Турција и викам, Дрита, тренирај и учи. Во смисла, што, како, зошто, Дуре затоа таму. што сега си тука, сега имаш можност да го видиш тој спортист, сега Да. имаш можност да тренираш со него, сега имаш можност да се замешаш со некој друг. Сега 10 дена, 20 дена е многу мал период. Значи треба вообичаено подолг период за да можеш, нели, целиот, нели, целата впиеш што периодизација да ја повеќе, видиш да. на тренинзи, да во кој период што се дава, како се дава, зашто се дава. Ме разбираш колку имаат вклученост, нели, на теретана, на поскоци, значи сакам да кажам целиот тренажен процес за да го осетиш треба многу подолг временски период. Меѓутоа, тој што е жеден за учење, кој што е гладен за учење, ќе научи, па макар Да, тоа биле 2 да, дена, 3 дена или 5 дена, ќе седи, и сега тоа дискутираме. Добро, викам, Дрита, ајде направи една паралела. Што е, ми вика, тој имал македонско потекло, во Бурса е моментално, тој имал македонско потекло, тој бара државјанство, овој бара државјанство за кај нас као да дошле. Викам, кажи им, доста ни се, супер сте квалитетни, не мора повеќе. И сега викам, добро, што е она што, нели, еве, повеќе, нели, се подобри они отколку, нели, што сме ние. Аха. И сега, нели, постојано комуницираме, вика, ние во суштина единствено ништо е што ни фали е стадионот да си имаме наш стадион и да биде отворен, нели, нон-стоп за да можеме да тренираме. Ништо друго, ништо повеќе. Значи и овдека, вика, искрено, вика, јас сум стигнала со некој резултат од 57, значи имаме постигнато 57-53, државен рекорд е на 400 пречки. На Дрита, вика, тој резултат што овдека многу тренери го немаат постигнато. Значи ние од аспект, нели, на стручност, на елоквентност од страна на нашите луѓе кои што ние сме, вика, квалитетни исто имаме. Вика, дури, вика, нашите, вика, спортисти, вика, се поупорни, повредни, поисполнителни и вика, ако споредиме, вика, Турција колкава е, имавме минатата недела надпревар 82-3 милиона било. Сега, имавме ние минатата недела надпревар државно првенство до 13 години. Кај нас беа пријавени 190 деца. И она ми се јавува, вика, во Бурса сум, има некој надпревар, има и некој младинско, има и некој пионерско, и вкупната бројка нема ни 500 атлетичари. Што вика, ако направиш споредбено дека една Турција е 82 милиона и вика немаат ни 500, ние, вика, со 200-190 атлетичари сме, значи, вика, во млади пионери ни беа пријавени, значи сме топ. И јас, вика, сега гледам од страна дека во суштина, па ние сме, вика, добри, кај нас не е Моста и воопшто. Турција 190 за кај нас што ги спомна, мене ме изненади сега Стварно? колку е многу. 190 деца ни се пријавија. 190 Тоа ми е деца. незамисливо мене, Да. 10-15 деца сме биле на времето. 190 деца имавме на последниот надпревар, стварно
Вау! Сега ти повторам по не знам кој пат. Да дојдеш на стадион. Не, готово. Купот особено 28, 29 да не го пропуштиш. Обавезно. Спомнавме тренинг партнери. Ја спомнавме Ивет Лалова како така некако преклопни се имате најдено тоа време тие години на активно настапување. Ривалства некои дали си имала? Некои рековме у Македонија си немала, ама вака надвор по балканијади, по европски ти текнува на некоја што често си среќавала со неа, ти будела така да сакаш да ја преминеш или знаеш на што кажувам, онака баш некое ривалство дали си имала низ годиниве со некоја. Ривалство. Во тоа време беше, мислам дека државна рекордерка и се уште има, можеби сум грешка, за Србија настапуваше Вукица Џапич, така позната, многу успешна, носител на медали од медитерански игри, од многу балканијади. Така, незе ја памтам како конкуренција, особено што со незе многу често се среќававме во Бугарија и она во Бугарија голем дел од зимскиот период тренираше, бидејќи бугарите го имаат тој тунел, фестивална беше тогаш затворена, го имаат тунелот доле во Националната спортска академија за тренирање, Вукица као од Ниш, нема таму исто нели ладно, така сме се среќавале, од бугарите од Бугарија секогаш ваделе некој, секогаш биле квалитетни бугарите. И таман мислеше, а оваа ти е конкурентка, наредна година некоја друга. Нова некоја. Да. Значи нонстоп имале, бугарите имале нонстоп. Она што јас го поменам, значи од мое време, значи се тие освоени медали имам од младинска балканијада, од сениорска балканијада и секогаш тие ривали што ми се појавиле на младинска, нели што ми се појавиле на младинска балканијада нареднината година не биле на сениорска балканијада. Некако преласно. Јас и за тоа викам многу спортисти имат. Една Грција има многу атлетичари, така и сега од тој квалитет сакам да кажам една, две трчале, па три, па некоја друга се сменила, па дошла, исто и со бугарите, исто и со србите. Ние така долго време, мислам, затоа што од сите балкански земји во тоа време, нели последни бевме вклучени во Балканската федерација како самостојна членка. Сега е тој број огромен, 22 земји членки број Балканската федерација. Ти кажам дека и Малта е дел од Балкан, се сум ти кажала, Малта, Израел. Како, зашто? Па тоа е некоја политика на Балканската федерација. Во тоа време председател беше господинот Карамаринов, сега за среќа председател на Европска федерација. Си имаше така, некоја си визија дека треба да се дека А едно време Хрватска што не беше? И Хрватска се, и Словенија, Сега и Австрија, и Украина. И што идете на балканској? Ама има тоа е австрици. малце, ама малце ми е тоа несватливо, тоа се подудираат некои работи многу контрадикторно затоа што балканској во суштина основата пак си останува на Балкан. Надпреварите остануваат генерално Турција, Романија, Грција, Србија, ама од страна имаш еден куп држави. И сега нели, не поради ситуацијата во која што се наоѓа Украина, меѓутоа се еве и претходно кога било се во ред, па Украина е многу далеку, нема да се оди Украина на Балканијада, не одговара, ајде пак ќе биде Балканијадата во Турција, пример да речем. Така да мислам дека тој систем на функционирање на Балканска нема уште долго да опсте, затоа што мислам ниту географски припаѓаат, не може Сан Марино да биде во Балканска федерација, ниту географски припаѓаат. малце ми е чудно, ниту Балканска финансиски може да опстане на таков начин, затоа што самиот факт дека целата организација, вклучувајќи го и смештајот паѓа на грбот на организаторот, ова не може уште долго да трае. Такви политики остај. Да, убаво кажа политики. Тоа остај тоа, да. Да, меѓутоа мене ми е жал, морам да кажам, мене ми е многу криво за нас како федерација. И не сме само ние, тука и Црна Гора, и Босна, тука и Албанија, помаливе земји што се. Што стварно им треба. Што на вистина значи медаља од Балкан, затоа што таа медаља од Балкан ќе донесе стипендија, ваучер, спонзорство. Значи имаш ти Ама и мотив плюс. Ама Австрија, сега зборувам и на таа, мислам, на таа економска моќ на која што се, споредбено со тоа ние што имаме нели тука, и на тие услови што
кај нив значи медаљата од Балканијада. Мислам, и нивото им е друго на спорт, и очекувањата се други. За Украина да не правам муабет, така. Значи, особено Украина е земја која што такмичи во Суперлига. Суперлига атлетика се најаките. Велика Британија, Германија, значи такмичи во Суперлига и доаѓа на балканско првенство. Јас што викам доволно да не ги поремети сметките на нас, а ништо друго. Тренинг трки ли си прават, што име? Не знам. Остај, политики. Пред да завршиме, за менталниот аспект, од секојаш така ме интересирал повеќе кај спринтерите. Јас сум бил атлетичар, и ја ми стрчала некоја 200-ка, ама знаеш, ја бев поише 400, 800, тие... 800 поишета памтам. Да, има. Па младински бев 800, па и 400 пречки едно време, ама па и средни. Ама и сега нормално, менталниот аспект е важен во секој спорт. Тие врвните достигнувања, тренирај колку сакаш, мора и ментално да си многу спремен за тие највисоки достигнувања. Кај спринтот некако, бар од моја гледна точка, моje мислење е дека како уште повеќе да е фактор и таа ментална спрема, оти десетина секунди е. Не е тоа 5 минути, па ај сега ќе си 7 позади, па тактика некоја ваква, па имаш време, грешки има, простор за поправање, некој те поминал за чук. Знаеш што сакам да кажам? Ова е 10 секунди и ти си у твојата лента. Да, има други, ама ти кога трчаш стотка, тоа е тунел. Тоа е што приметуваш тука со периферија? Ништо. И некако како уште поголем фактор да игра улога таа ментална спрема. И многу ме интересира ти додека си тренирала или додека биле трките, имаш посветувано некакво посебно внимание, сигурно се согласуваш дека е тоа така. Точно. Како се спрема тоа или не знам, кој е твојот став во тоа време за таа ментална спрема? Правиш нешто конкретно на таа тема? Што те спрема психички и како изгледа тоа? Пробаја ми доловиш, знам дека збориме за неопипливи ствари. Да, за неопипливи ствари. Јас, моje мислење е дека го носи тоа спортистот во него. Јас затоа викам, затоа имаме спортисти за тренинг и спортисти за трка. Значи, Јас апсолутно дека тоа може нели да се надградува така. Како, дека може например? нели секој си наоѓа простор, нели во кој што се чувствува комфорен и нели може да се разговара сам со себе, така? Што го така. значи јас себе кажувам за самата себе, Интроспекција. мене што ми било. Значи не сакам да ми зборува никој пред трка, сакам да бидам сама и цело време си ја замислувам трката. Наместена сум, Визуализација. тргнувам, да, цело време тоа. И затоа не сакам никој да ми прави мобет. Значи јас сум таа техника сум ја применувала, Ако, така. за Значи тебе ме сакам да интересира. кажам, да, сакам да кажам, али сето она што јас го правам, искуството сум го правила, искуството моје покажа дека не може, нели, да се наметне, се имплементира кај некој друг. Така. Значи ако мене тоа ми помага, јас на некој друг не му помага сето тоа. Значи едноставно јас себе ги гледам и спортисти. Сега зборувам за нашите спортисти тука во Македонија, за нашите атлетичари. Ќе ги фати некој хаос. Леле се изнервирав за ова. Значи од една страна јас секогаш сум тоа што кажам, го носиш со себе. Смира си, стабилен си, желен си за трка, желен за докажување. Правиш една визуализација, се исклучуваш и тоа е тоа. Значи јас никогаш не можам да заборам дека мене кога ќе го споменам чичката на спокојни. Нели стартер беше. Да. И кога нели ќе ни рече ајде само гласот кој ќе му го слушнев на своите места, јас веќе сум склучена. Ја не знам после што се дешава и не знам како е завршува тркава. Само чекаш пиштолот. Значи единствено нешто е секогаш сум викала и тоа нонстоп сум го правела и дури и во домашни услови. Замислуваш еве како сега што сум седната на своите места се креш, так внимание колку да изреагираш, знаеш, само моментот на реакција. Цело време моментот на реакција, затоа што стотката не, јас секогаш викам, погрешен старт
Мислам погрешен, не слаб старт, не погрешен Да. старт дека си избегал. Слаб старт, џабе ја трчаш трката. Спора после. реакција, сакаш да Да, џабе ја трчаш после трката, затоа што стотка се стотинки во прашање. Значи Да, стотка да, не може, нормално. ај важи ќе се коригирам таму се на кривинава вака, ама на правото ќе се коригирам. Ќе се Значи, залетам на стотка 6. немаш, да, немаш простор за такво нешто. И мислам јас за тоа секогаш сум рекла, единствено нешто што памтам е гласот на стартерот. И јас не памтам ништо друго. И мене не ме интересира. Јас не знам кој е до мене во стаза. Мене тоа не ме интересира. Ни кој е до мене, ни дали прави нешто, дали не прави. Затоа што и така сум го сватила и така го пренесувам и на учениците и на атлетичарите дека надпреварот е сам со себе. Да. Генерално во животот е надпреварот сам со себе. Така? Така. Кај си денес, кај сум била вчера, кај сум денес, кај ќе бидам утре. Тоа е надпреварот, тоа е успехот или неуспехот. Исто и во атлетиката, исто и и во било кој спорт. Значи, до кај сум била и дали сум се надминала. Јас можев нешто рековме и на таа трка, конкретно ја споменувавме неколку пати за рекордот, сум била и пета, меѓутоа там е животна трка. Така е. Независно дали сум била пета, седма, осма или џабе сум била прва кога ќе го видам резултатот. Знаеш, џабе си истрчал трка. Собственото надминување било најголемо. Така да, сакам да кажам и сметам дека голем дел од спортистиве што ние ги имаме сега, нели, и што ќе ги имаме, не случајно викаат се раѓа такво дете. Нели, се раѓа. И со, нели, со физички предиспозиции и ментално спремно за да се бори, за да гризе, за да даде се од себе во рокот тие 12, 11, 12 секунди. Затоа што ние на вистина сме немале простор за корекција. Јас на почетокот не можев тоа да го сватам, кога почнав да работам со деца, не можев да го сватам затоа што викаш, нели ќе ми рече, работи скок во далечина. Малце тука се згрчив, нешто паника ме фати. Паника на 6 соби, дикаш имаш да скокаш, а негда си стотка една, немаш простор за корекција, немаш простор за ништо. И мене тоа ми беше несватливо. И јас можам да речам дека во многу наврати сум била дури, ајде сега не сум била груба, не ми е мене таков, мислам, начинот на однесување, меѓутоа сум била оштра, добро, нели, со повишен тон. Добро како може, па се сваќаш дека не секој го може тоа. Дека ти можеш да имаш и одлични перформанси на тренинг и физички предиспозиции се, меѓутоа треба да имаш срце за трка. Така. Значи ти мислиш дека тоа е и дел вродено, Да. ама и покрај тоа нека е вродено. Треба да си изнајдеш начин што те смирува тебе пред трка. Така. Значи што мене во смисла така ми дава една, затоа што нормално тоа адреналин, возбудено срце, ти трнат рацете, јас кажувам по мене, значи трнат рацете на старт, треба да се наместам на низок старт, ќе тргнам добро, нема да тргнам, да не направам погрешен старт, да не се успијам на старт, затоа што супер ти е прашањето, затоа што тоа чувство никогаш не можеш да го осетиш на 200 и на 400. Исто со спринтерски дисциплини, никогаш не можеш да ги осетиш. Исто како стотката што сите дишете еден до друг, тука. Знаеш, сите се осеќа, тоа се осеќа и дишење, се осеќа и желбата кај секој за победа. Така, секој застанува за да победи. Независно, знаеш, она што викаме ние сами од моменти што кажеш, немаш конкуренција. Да, ама јас сум си сама на себе конкуренција. Така, јас сум си сама на себе и успевав на вистина во тие 5 минути пред трка, нели, додека ќе рече ајде соблекувајте се за да се соблечеме. Комплетен фокус. Да, комплетен фокус. И многу ми помагало. Значи јас секогаш кога јас не можам да, нели, затоа викам секој на различен начин. Чисто пак ќе споменам Дрита. Кажи ми нешто, направи ми муабет, кажи ми нешто. А јас не сакам човек да видам, значи пред старт не сакам човек да видам. Она обратно, она вика, нешто кажи ми, направи ми, нешто кажи ми. Изгледа сака да се оттргне од мислите. Нешто кажи ми, нешто или било како. И сега, значи, едноставно јас и за тоа викам. И јас како тренер морам да се адаптирам на потребите на атлетичарите. И сваќам дека сето она што јас сум го правела не дава резултат кај било кој. Или, мислам, дури кај многу мал процент на деца дало резултат.
Јас сега не може и да се споредува. Секој дете доаѓа, она што викаме, со различни предиспозиции, со различни резултати, така. Некој дете ќе ти дојде му мери 6, 8-5 на прва си трча така. Некој дете ќе дојде со 9-5, така. Некој дете израстено порано, покасно. Некој дете и има таа желба, има таа она што викаме јас гризе за да, нели, за да покаже дека може, дека е добро, дека ќе биде добро. Има некој кој што иако ги има сите предиспозиции, не е амбициозно. Се едно му. Не е амбициозно. Да. И сакам да кажам, сега зборувам еве од аспект на професионален спортист, на тие што денови веќе трчаат на надпревар, мислам дека секој спортист се обидува да се најде, нели, тие 5 минути пред самата трка, мир на било свој каков начин, за да си искомуницира сам со себе. Баш убаво. Така и јас сум правела. Не, ако не, многу, браво. И ова многу ретко, ова сум го кажувала само на спортисти, и ќе ми речат, добро бе, а како, еве стотка, најнапната дисциплина, психички, да. Затоа што си со стартер... Нема простор за грешка, немаш крај. простор. Како? Така сум. Секогаш го кажувам тоа, а како, добро, а сега ти како мислиш, ама сега ја не можам да ти кажам како мислам. Не, многу тоа е бом ми нешто кажа. што ме разбира, што ете јас сум го осетила, мене ми дало резултати и јас, значи од сам почеток до крај, што се вика додека сум завршила, мене ми било тоа единствен начин на смирување и очигледно ми давало резултати. И како што кажав, јас не можам во време на, нели, пред старт 5 минути кога сме во таа ситуација, кога треба па колку пати ќе ми се деси, нели, халанките, патентот, не можеш спринтерките да ти текнува тоа, нели, си има дешавно, не можеш да се соблечеш, времево е тоа, те чекаат на старт и ја мислам дека во таква ситуација и малку ти треба да излезеш од контрола. Малце треба. Готово каснеш и ти забораваш уствари се претходно што се вело. вело. Џабе се загревав. Ајде. После, сега ли ова мораше да ми се деси вака онака, меѓутоа пак ќе кажам, од секогаш и сум се трудела да бидам пред старт, некој си 3-4 минути пред време спремна, зборувам и со облечена хеланки, број ставено се, за да можам да се исклучам и да се поразговарам сама со себе. Ти се исклучуваш. Да. Ето тоа. Многу убаво, Александра, значи ја уште еднаш не можам ти опишам колку ми е мерак и чест и ти кажав, мојот живот е побогат, што се погодил во исто време со тебе. Ти си... Дали ти си го прифатила или не, ти си дел од историјата. И ќе останеш за секојаш. Утре, дај Боже да има побрзи. Така е. Ама, постоел период во македонската историја, кога било запишано и јас сум бил паралелно тогаш. И ти кажувам, мене многу ми значи и екстра почестен што дојде тука. Така да, фала ти уште еднаш многу. Сите проекти, желби и успеси и оптимизам и надеж само продолжи да ги внесуваш во атлетика. Тоа е мојот спорт у душата, деновиве со друго се спортувам, ама атлетика ми е, знаеш ти, тоа е животот. Дефинитивно ќе доам, обаве мора да видам како е деновиве тоа. А за сите тие што не знаат како е атлетика, не е исто да ја гледате на телевизија. Така. Дојдете, видете атлетичар и само осетете да помине спринтер близу вас и ќе ви се смени ставот кон спортот општо. Тоа е експресен воз, јата на времето така, значи тоа е невидена енергија, сила што не се долова. Така да и на сите други дојдете, гледајте, почувствувајте енергијата. И тоа стварно можеш вака да мостиш мене и 2 дена ќе зборам, уште еднаш фала ти многу и така. Фала многу и на тебе. Ти посакам успех во ова нова авантура што стартуваш.
ме врати многу назад, знам дека имаме навистина уште многу да зборуваме. Јас сега вака како што се седнав и ќе си зборев со Нели? тебе, минимум уште 2 сати имам за да зборувам, сигурно, затоа што знам дека имаме многу работи поминато заеднички, знам дека не врзува тартанот и мирисот на тартанот, така не врзува ист спорт, особено голем број на луѓе кои што биле присутни во време кога нели ние сме тренирале. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно вака да разговараме. Те поканувам уште еднаш официјално, значи да присуствуваш барем на купот на 28-29, ќе ни бидат најдобрите атлетичари таму. Убаво би било и да поразговараш и со нив кога ќе си во во можност во некоја наредна прилика, затоа што нашите атлетичари се многу скромни, а многу богати со искуство, со знаење, желни се да кажат и да покажат што знаат и што умеат. И ние како федерација и верувам дека луѓето што сакаат атлетиката, нели ќе направиме се да им го отстапиме тој простор и нели сега е нивно време како спортисти да успееме да го видиме нивниот полн сјај. Фала ти многу. Атлетика е кралица на спортовите. Така е, кралица. Поздрав. Фала. Чао, чао.